Нема Европска Унија без бугари во устав. Времето покажа дека францускиот предлог е многу добар за Бугарија. Преку овие изјави бугарските политичари демонстрираат триумф и буквално фаќаат сеир. Одделувањето на Македонија од Албанија на патот кон Европската Унија покажало дека целата Европска Унија застанала на страна на Бугарија. Поранешниот премиер Кирил Петков порача дека патот кон Европа за нас останува затворен се додека не ги внесеме бугарите во уставот и самиот меѓу редови призна дека ова се случува заради прифаќањето на францускиот предлог, што за Бугарија се покажал многу добар, ама Македонија не успеа да ги исполни обврските. Времето показа, че споразумението, което направихме по времето на нашето правителство, френското предложение, се оказа много добро за България. Реално целият Европейски съюз застана на страната на България и Република Северна Македония трябва да реши иска ли да приеме българите със своята конституция или пътя и към Европа се затваря. И поранешниот премиер Бојко Борисов, во чие време беше подпишан договорот за добрососедство заедно со неговиот тогашен колега Зоран Заев, очигледно не го крие задоволството од настанатата состојба, а вината ја гледа кај колегите во Скопје. Не трябва да изглеждаме агресивни ние, защото тактиката на нашите колеги в Северна Македония е ние да бъдем виновните. Ние имаме договор за добросъседство, вписан в плана за разширяване и никой не може да мръдне от него. И председателот на партијата Има таков народ, Тошко Јорданов, ни порача дека никогаш нема да влеземе во Европската Унија без да ги внесеме бугарите во устав и немало ништо невообичаено Македонија да си остане таму каде што е, надвор од ЕУ. Северна Македония не отговаря на поетите ангажименти, които е подписала сама в преговорната рамка. Така че те не могат дори да се надяват да започнат преговори, още повече с непремерените изказвания на техни ръководители и с безумното искане, което направиха в Европейския парламент за предоговаряне и за някакво френско предложение плюс. На одвојувањето на Албанија и Македонија се израдува и ултранационалистот Костадин Костадинов, председател на партијата Преродба. Тоа според него се случи откако Тирана го признала бугарското малцинство и му ги гарантирала сите уставни права.